Најбоље бе и тоа ти викам кога Марин кога се роди ја го видов ја благодетот на сандал. Сите ми се смеат од друштва, ама кај можам да возам со неа, све можеш да правиш. Сандала топ. Ајде Марио, може да клапаш, почнуваме. Мустафа Сандал. Мустафа Сандал. Добро вечер, добар ден, добро вечер, како доаѓа, ако е четврток 8, значи пред так. А добро утро, некој може да се балја гледа епизода. Може да, добро утро, добро вечер, добар ден. На овој прекрасен 1 мај, тогаш 1 мај, да, 1 мај искача, така требаше. Ние патуваме низ времето. Да. Ние сме патувалки. Ние сме ела ќе дојдам. Оше знаеш секој некој кога сними, ајде ќе видиме кога ќе искача вака, така ние точно знаеме кога ќе искача. Не, на 1 мај ова си искача, само ни фали скарата. Дека скара? Ама скара немаме, ама затоа го имаме Fat Kitchen со најдобрата скара бургери и 300 чуда што ни прати и тука. Ги имаме и Гоблин, ги имаме и Cineplex, Thunderbolts, не знам кога ќе искача, може да искача брзо време, ама нема везе. Ајде да видиме сега Цаци овој 1 мај со што не почасти. Одма ли ние со обредот идеме? Одма, како не? Мијата баца Совка, ја средувам епизодата преска, знаеш дека 20 минути. Звезда, изгледа ова е за вас дека сте вегетаријанци. И ти не си по месото? Постав, Само за 1 и 2 мај не јадам. постав, некев месо, ама сега стварно мислам дека официјално веќе некев месо. Добро дојдовте. Ќе збориме и зашто. Ќе збориме. Веган врап, ова... Веган врап? Чиз. Не, Чиз, тоа е... чиз. Преубаво. Повритот. Поздрав. Оваа прилика ја користам да го поздравам Цацко, пошто Веган врап. му кажа Фемнешка првпат, тоест кога видов како ги прави тие сендвичи и бургери и му викам ти си ми другар, брат по мрсноча, пошто таа мрсночата, да. Ја кога си правам, ги правам слично нешто така, да капе. Така да фала... Ова треба, ова да е мрсно тоа. Таму, фала Цацко. Тоа мислам дека е помфрисо кашкао, таму се... Не бе, вие се вакви? Еј, ова е... Вас излаз? Веганско тој? А ова е месо од бамбус. Ето тоа е пут. Бион бургер. Ова не. Значи ставил вишок. Чиз. За мене веганско, ама пошто ова дома ќе го носам, ако е вишокот. Нема сега ќе го јадеш. Него ова, Цацко, ова месо ли е, брат? Дај, Титни 2 пат. Да му звониме. Не бе, он ми кажа дека за Тони ќе правам ја веганско. Ама да, дали е, мошо... Ова ми личи на месо. Прво јавување уживо сред снимање. Цаци, едно прашање, братче. Ао, Цаци, тука ли е овдека? За Тони има вегетаријански, така? Дали е вегетаријански компир? Врапот е за Тони? Ајде да промена. Готово. А за Марио е поркот? Ајде. Цацко, фала, Цацко. Цаци, фала. Да си здрав и жив многу. Да си здрав и жив. I love you this game. Ајде. Чао. Вака реков дека кога ќе престанам за постење, само еднаш ќе пробам pulled pork и официјално оставаме со ова ми е последно. Не се важи ова. Не се важи. Не, ова ќе го се снеме, ќе нема. Прво мајска. Башка види празник, е? Прво мајска. Да бе, па 1 мај бе, не за џабе сега, кај за 1 мај. Го сањав уја, ама Ја мора од ова стандард ми да си го знам. едно гривче. Да така, драгите. Тој ние правиме еден гриз, он го јаде до пола. Ја правам сведам. Компирите многу ми стига. Ја правам гриз. Си оставам тоа. Ова уз сниманокот се јаде или не? Не бе, си јадем, ми си Кога ќе ми дојде, така? Да бе, дам. Нема боли. Ја сум пробал да останам на гриз само.
Не гриз. Да, и не ми Не, да? успело. Не, Ај ќе видиме ја дали ќе успеам се. Ќе почињаме со демисија. Толку добро шо од тука од бркот си го зимам си го. Со јазикот. Не ме стази. Прв ќе мора да тоцате. Да. Чекај ја да се соблечам до да почнеме спиење. Да преспијам. И добро дојдовте во која 27-ма епизода на Дебели Гикови. Како што може да видите на гости ни е Тони Зен. И, како ти е правилно име и презиме? Тони Петковски. Тони Петковски. Тони Зенковски. Зенковски. Некој ги знае имињата на сите гости, презиме не знае на никој. Џабе и на некој што сум се спремал дома со презимето вака доајам џабе, не, тука блокада некоја се Што дешава. ќе ти е презиме? Се вика некој Тони Петковски? Се дешава, да, некој да ме вика од У банка. не, основно некој другар, средно, ма не за фрканце, не е озбилен. Петковски са. Тони Петковски, да. Демек сме се знаеле пред Зен и тоа ми по презиме и име како што треба. Убаво го почна тоа со основно, ние така се фаќаме од роđења. Знаеш како ќе викам рубриката од раѓање до доаѓање на подкаст. До гейминг. За гейминг. Од роđење до гейминг. Ја за гейминг дојав усвари, не за друго. Знаеме многу добри муавети дека Ептен си фан, посебно на игра со Нико Белич. Ики ова ви го кажа, зната, Нико Белич, баш му... Белич, GTA 4. Ама не, и CJ предходно, добро, они беа нели друга раса, ама Нико Белич ме погоди многу, дури толку влегов што баш како тоа време GTA кога искочи, ја имав четворка, тоа е 2008, 7-8 периодот, ја немав компјутер, јас сум многу назад со технологија, искрено, и сите што ме знаат, таков и ме зафркавале и со iPhone, кога сум немал ни телефон, ни тачот ми бил, не знам, и уште денес не знам, и ке ме зезам многу пати, не знам да Google да напишам, разбираш, треба преку не знам што да отидам за да Google. нема врска некои такви прости На работи. Google пребаруваш На Google пребарам Google. И имав компјутер еден постар, тој ми беше прв компјутер. Ја интернет уствари прв пат имам 2007. Прв пат интернет дома на компјутера, компјутер 2004, ама со оние телевизорите. Да, Тако монитор голем. Да. И тој ми беше само за музика, чувам и некои битови што сум ги правил одма кога сум го земал, пошто за тоа ми беше. И добро, нормално DVD филмови за возрастни. Добро, Се тоа. гледале Швајцарски акциони. на DVX. И за што друго, и за и игрици. Ама немав ја компјутер и после дојде време кога што можам да заработам пари, да си имам мои пари и на комшијата компјутерџија Ептен гик, што ви рекле. Му викам на YouTube чисто видов што бара каква конфигурација GTA 4 за да може да трча или ран најдобро. За да трча. Јас сакам да ми трча играта буквално со све и дрвата вака да ми играат и ми кажа тоа и тоа, толку и толку, викам иди направи ми ја, донеси ми го, направи ми го, јас сакам да седнам и одма да играм. Инсталира ми ја играта, Све. качи го до левел 5. Све. Не, чекај, не, само инсталирај, старт, yes, ню, окей, идеме, чао. Чао, Нико. И ја влагам дома и сум Нико Белич некој време. И буквално, мислам, ја и пред тоа сум, ама ова некако Ептен ме обзема дека игра до душа и Medal of Honor ми беше, Sony PlayStation кецот и со пушката и од позадина се слушаат и фашисти, германци како зборат со наков ефект вокалот како од мегафон, леле. Medal of Honor. Medal of Honor кецот на Sony Кец и ме зема, мислам ме купи. И од тогаш почнав тие first person или како се викаат овие што се. Претходно ми било нели фудбал, NBA, Да. фајтерски. Не знам дали играше хокеј, ти ние многу игравме хокеј. Не. Ја тоа никад не сум го играл. Хокеј играв и тоа и му најдов сака му ја дам. Играш хокејот. Као на фудбалот.
Се движи се време или? Да. Нели имаш едно време нешто застануваше на едно крупче па брзо на друго? Не, кој, ама ова за кое време збориме? NHL 90-ти години. 2003-та нека биде, ајде. Имаше, да, тогаш се појавија тие, кај имаше и рагби, се појавија EA Sports, почна да се EA развиваат Sports, сите гранки. Ја останав на NBA и на фудбал секако. До душа Winning 11 или PES. Да. Ја и другар ми мачка, ние ја откривме играта уствари. Не се зезам и тој му обед, ние ја проби, тој што носеше, што имаше PlayStation кај нас со бисер позади, еден PlayStation 2. Кај Джокер? Джокер е друго, башка флиперница Джокер. Ова е Сме маско газеле, нешто. 90-ти Джокер сме газеле на као не конзули, него као даска, под даската стајано, не знам што и со рачки се играше. Тоа е И на страна DIY некој флипер. Сега мега некој Nintendo, ама покриени кастам од озгора, мислам дека беа као со ова да не се гледаат. И стајано рачки и на тоа сме играле NBA и се чекало ред пример. А на таму имаше флипери некако што имаше на 3-point basket, хупсли како беше. Астерикс и Обеликс ми беше, значи и Golden X. Јас сум Астерикс и Обеликс. Оние што беа као нешто, не знам, Шиноби, DC или Marvel, кој беа ние со Wolverine. Marvel. Не тешки, него беа некако толку направени да стигнеш до таму и не може после, значи. Кој сака нека дојде, тоа не може да се пробие, треба да си ептен. Такви се Шиноби, Ninja Gaiden и уште некои. Ко, не знам, Мустафа или Кадилак. Знаеш, со еден жетон, Го играш. мастер си, ако ја Golden Experiment со еден жетон сум ја вртал, да речем, и тоа е успех и ама таа веќе, знаеш, го учиш. Алгоритмот има фори кај лимените, джиновите тука так и тоа е тоа. Овие другите немаат такви фори, мораш некако стварно да играш. Па тоа ја почна да го зборам со хокеот, си најдов фора, му ја давам на крило, од крило идем и пушта паси овој од овде и ја пука и влагу гол 100% таа. Кона со фудбалот шутираш и овој ти ја враќа, се враќаш со глава, пак со глава, пак со глава, пак со глава и четвртиот пат гол. И тоа си да го прави, разбираш, у полуфинали, у финали, као е. И нема врска. Мојабетот беше за Нико Белич. За Мико Белич. Да, и другарот ми ја направи играта, пошто не знам, не сум геймер, ама некако у таа област Vibe од Нью Йорк. навлегов у тие игри, Medal of Honor, Call of Duty кој излезе после. Ама застанав до ние Modern Warfare. Да. Не знам зашо мене ме заплени тоа, не знам, Прва светска војна, Втора светска Сите го војна. бараат тоа, до ден денес. Чекај, Battlefield не се нешто така? Пробав и таа, не ме зема. Battlefield почна, прва, втора, малку отида уиднина, па се вратија, па сега пак се уиднина. Не се добри, никој не ги. Почнав Call of Duty исто тие, нека сакам пушката стара. Да се репетира вака горе. Ние помине со дршка со... Бавно, па има тишина, нека па врне, па чекаме, па и са време чекам. И ја дома седам надвор, стварно врно играта, стварно. Јас сум му играта, брат. Чекај, ти збориш за тоа чекањето на Medal Warfare, Medal of Honor, добро? или онаа кај што беше со Васили Зајцев, кај што треба да се брка со снайперот и таму седиш и треба чекаш момент, нели, треба тивок да се криеш, пошто те води тој негде. Исто Ти на збориш за она по тенкот која лежите, кога поминува тенкот на таа Call of Duty? Таа е Modern Warfare Cats 2 нешто така. Call of Duty или Medal of Honor? Call of Duty... У повеќе наврати имаше некои такви моменти. Сакам да кажам, амбиентот на играта Прва, Втора светска војна е автоматски по вајби е. Да, а овие модерните наш све е на трчање, брзање, модерно оружје, све е. Да се вратиме на Белич. Нико Белич, да, преако. Мене не ми се веруваше дека таква игра може да се направи, не направена со све. Све најако. Графика, саунд, све на најако. Не знам, само нешто не можеше да трпи графичката, беше негде на пола, ама и тоа е, зборам за дрвата, ептен да биде, не знам како. Листа секој. Нешто, ама нема врска, не се приметуваше, преако поготово радио, дека сам си бираш ти. Нешто битно ми е, радио каква слушам. И сега играв, ја завршив и пак ја земав со син ми од еден другар, земав PlayStation дома да ме пуштам GTA петката, кај што се Майкл Джейсон и Тревор. Тревор е... Еј,
Бацата е Тревору И играта. со седми му пуштам и он вози, ама он вози. Вози дете, 6 години има и му кажам ти си тато бе крузаш. За радио да слушам. Ја играм живот, како да ви кажам нешто. Тоа е живот. И ми е многу фасцинантно до каде иде геймингот. Ето. И до каде е стигнато дека имаш ти пренос на телевизија, на спорт клуб или не знам ивенти, каде што има околу Не е тоа. спорт. Има живот, знаеш, не е само ајбе ви од флипери таму што знаете, види таму не бе друже, не со гейминг живееме, може корпорација цела да Искрено, биде. реално. И така е, нели? Така е, скроз До така. пред некој време да си геймер беше онака да те тепаат на улица, да те заебават едно друго. Да. Реално фудбал како спорт го промени тоа, бидејќи да пуштиш сега фудбал, имаш реклама PlayStation, God of War, не знам, Кратос ке ти излезе од таму од реклама. Да, и Тоа го смени. роботчено, Астробот. Астробот, да, да. И скаче, не брат, гледај. У наше време се играше, еве, ние игравме Counter Strike, Red Alert, Generals, тоа све сме играли у играшници, ама знаеш како, еве, го гледам, уште барем беше више не менталитетот на татко ми. Абе, батали ги тие дебили пред Да. пред Земи нешто компјутер, од крај таму нешто седат и- попав, да. И ја као на зафрканција, или еспорт има сега на телевизија и му викам, ќе гледаме сега, не знам, Counter Strike као играт. Ма не ми ги бе тие зомбиња се собрале пред компјутер, ништо не... Пушти му се, тато еве гледај на подкаст сега што збориме ние за игрици. Тони збори за како и он играл. Тони, Нико, Марио и Огнен на подкаст. Спомна вие Counter Strike, значи како у Дикан, кај нас имаше многу малку како се вика Играшници? интернет кафиња. Аха, да, интернет кафе се викаш. Многу малце и јас со другар еден имавме, значи како е двај чекаме да бидеме слободни, се договараме како авантура да играме Delta Force. Леле, Delta Force, Значи мене Delta Force ми било како ти кажам брат, ја и ово идеме по Delta пат. Force. Нема боле. И таква брат, живот идеме и ти и пешки идам брат, и пола сата пешки да отидеш од таму одгоре по тоа. Так до базата, па вртиш, па кружиш, па од таму брат го виде тој, да, со снајпер, да, сега, бам, па ти од таму и брат, прекрасноти, зборам за тоа време и мој тип на игри што биле основно ние фудбал и кошарка. И кажи го. Стратегии ги играше, не? Не, никад не трзам на стратегии, не знам зошто и мислам дека Ја почнам, Нема. не може. Па и замре таа Много е умрена. играле кај мислам од кај мене од мало, они игра доста од тие стратешки игри што се баш од озгора со праење, градење, све мислам онага многу. И ја искрено појма наслови знам, ама не те влечело. Не знам, World of Warcraft, Да. Dota, не знам какви све се. Civilization. Добро, тие се Тие првите што градење цивилизација. Age of Empires. Age of Empires, да. Тие имаат многу публика, милиони Не ги- многу, озбилни се. Да, ама секогаш дали сакаш или не сакаш. Ама многу имаат фоловинг и публика. Ја на времето играв, многу ги играв и Red Alert и Generals и Starcraft. Ама сега да седнам, мислам дека немам живци да Ја не седнам би и можел, да правам сега цела војска па да пуштам да Сега напаѓам. само Астерикс и Обеликс или Мустафа или Street Fighter. Сега ова, само ова. На сец да го фатиме. Трчаш, пукаш, убијаш, се враќаш. Толку. Не. Значи, Не, викам, нема- ја ви кажав кај сум застанат. Medal of Honor, Call of Duty, GTA. Не, чекај бе, не застанав, се играв и ми се свиѓа она, како си ка, Redemption со Red Dead Redemption. Cowboys. Хецот или двојката? Толку е добра играта што Ама кај ги еден сите? другар бев на гости у Софија и он Бобо, пејачот што пееше онако заедно што правиме и седиме и сакам викам не, и уклучувај он игра и јас седам и не ми се игра, гледам како филм да гледам. Така. Значи, и она The Last of Us. Брат, ја викам Број еден ми е земи игра жити ме. Не ми се игра да гледам, не. Викам што е Почнав да играм, Марио вика,
Дај бе брат нешто стрима или напред да гледам, ми се гледам и се гледа да се- Ја ги имам изиграно, ја да пуштиш се на телевизорот, одма ќе ги гледам. Да, толку добра Како графика, филм се. да, и таа со каубоецот со ова и си иде так со саунд, со ветер дув, па ќе седне покрај рекичка, па конјот. Знаеш, можеш да направиш пауза, Да, се да, измиеш. да. Таков тип на игри, да, и тука со од GTA истите што ја прават. тој фазон мене и Не, таа истите креатори се. Rockstar. да, Rockstar, да. И кажија Godfather ми се свигаше многу исто. И Godfather. Не сум играл тоа. Godfather истиот тип GTA, може и таа да е, не знам дали е Чекај, Rockstar. не е тој као мафија, не е као... Мафија, ама Godfather се вика, баш се Godfather филмот, тој фазон. Да. Ќе треба да... А Мафија 1, 2 и 3, нели тие се различни сите. Различно се, да. Сега кога ги земав да ги играм и PlayStation до другаров, го земав, ги имаше и тие, као ги имаше и унутра како вградени, пошто сега се вградени треба да имаш овако. Да. Ама и имаше како овака физички, брат, при тоа вака викам, леле, сум заборил како е да имаш физички пред тебе, го вртиш па каталог, преако брат. Па едната, другата, па опис има, све пишува. И ја почнав едната таа што е Мафија. На кутијата, ако го извадиш артот, ако го свртеш, имаш друг арт. Ама не е на секој. Не на сите, ама Да речеме, нема врска. Омото. Ми фали тој, таму сум застанат ја некако. И ја пробав таа Мафија исто едната, другата имаше пошто има едната е 60 години, другата е не знам 50, 80 така. Да. Ја пробав онаа што е баш Ал Капоне. таа е кецот. Време кецот, да. А сега новата, прават уште една нова, искаче годинава, 22-ра, 1922-ра, тој вајб. У Италија ќе се дешава. Тоа ќе е интересно. Мафија 22-ра. нешто Има Кец 2 и 3. Да, и сега Сега прават уште нова. Четврка, аха. Нешто First Blood ли ке се вика, нешто така. Тие би ги нешто пак би ги ако Ова веќе би новата е бирал формирање на мафијата. интересно. Може да се не. Ме изненадија сега, пак ќе ти се свиѓа тебе Ghost of Леле тако. Ghost of? Цушима. Самурај. Со самурај. Аха. Open world и со конјси и јаваш. Каубој, ама самурај. Кога ќе влезеш у кривина со конјот, си ја пушта као ракати на полето. Аха, му прави вака да го осети го гали ветерот. као житото. Да, таа ќе ти се свија. Ако Може да ја пробам, да. Ако ми дадете еден PlayStation за дома на 3-4 дена. овде ја ме Син ми се почиња септември прво оделение, 6 Така, години да. има, веќе се сукаме да е прво, второ, викам момент да бидеш прво. Па после PlayStation или Xbox или што и да е, ама мислам не чудна него многу интересна и мокина работа е геймингот, без разлика каков, пошто пристапе у нешто што е не е веќе нереално, него реалност е, пошто умот веќе се врзува, пошто ние може сме у игра симулација сме, кај да знаеме, може ние играме некоја игра, пошто се време ни се дешаваат исти работи како луп сме, напредуваме исто играва човечка, затоа има многу луѓе што се навлезени. Па и случаеви каде што тој веќе ако го изгубил ликот у играта се фрла зграда у Токио, така. си го гледал The Truman Show? Да. Епа тој мора да речеме, да. Нешто потајно у мене, мислам дека сите сме у некаков Truman Show, дека има камери од секако како прво тука у Скопје, у Македонија, ние сме од партиите дзирните види. Етра многу да си нешто чекаме кој? Ние сме у партија шоу веќе долго брат. А тоа замисли светот што се дешава. И знаеш, ја почнав веќе да не верувам на многу работи, пошто знам дека е све шоу, све е пропаганда, верувам на ова сега што ќе го пробам и што го пробам. На Фецацко му верувам. Да, знаеш, до таму стигна работа. Тука е поврзаноста со спиритуалност, со умни, со... Стигнавме сега до сршта. Па нема све си е некако течение некое, ако зборам за себе, некако све си е течение. Спонтано, природно, буквално нема нешто као напрегање, аха, јас се ова треба да правам, него све е некој повик од внатре, ме викнала играта, сум се пронашол. Тој истиот ја што играл тогаш играта, истиот сега што прави муабет и што влагал некои, да речеме, спиритуални техники кои што не треба да бидат толку, не знам, како се вика,
езотерија, нешто да бидат као скришни, па да не збориме као чудно за тоа, него е исто како ако си посветен на гейминг, си посветен и на тоа, и на омни, и на што иде. Работа, посветеност, намеравање. Со тебе како поврзавме све ова, бидејќи секој има различно размислување на спиритуалност, поврзување со себе, со универзумот, но некој може стварно да се поврзи со тоа, со гейминг да си споен на начин да не знаеш дали си у игра, дали си у симулација, дали си било што. Се додека има свесност дека јас постојам, значи јас постојам, не тоа таму што иде, е спиритуалност. Така. Се додека имам свесност, ако изгубам свесност и се подвојам, веќе има подвојување и некакво, не знам, друго живење, валја. Материјално, не знам, кај што јас сум телевизорот, не сум ја низ телевизорот или ја низ играта, него јас сум играта, колата сум ја, знаеш, као се подвојав, ако се сум ја цело време, што и да правам, сум ја низ, само низ тоа искуство проаѓаме, универзумот, Бог, спиритуалност, Jesus, Буда, истото е тоа. Тоа е убаво што секој како сака може да си го представи, да си го замисли, да си го раскаже на себе. Не е само Исус како христијанство, можеш да имаш свој Бог. Све исто тоа. Ама не така и е. Така е. Ние вака правиме муабет, ама тоа така е у светот и веќе имаш религија джедаи, не знам, сами тие што. Ја таму сега тоа у Босна имаше на попис. Шала на страна, ама многу работи така има у светот што ние појма немаме дека ти си функционираат и на телевизорот му се клањаат и молат, да речеме, пошто тоа е нивно уверување и тоа нив им помага и ги води кон нешто, да речеме. Истото е со било која религија. Но пак има разлика од учител до учител. Има разлика. Сега зависи кој учител го следиш, како ти преде душичката, како се чувствуваш е многу важно. Не знам, како се чувствуваш ти кој играш игра, да речеме, не знам. Убаво ми е, среќен сум и така натака, да. И сега биди ти среќен, не да бидеш у моментот само кога ќе играш, него биди си среќен. А сам свој учител, у кој момент си? Сам свој учител, цело време. Уствари, in searching for God I find myself. Тоа го научив вака како ќе си го ставне, ќе си го запиш. На мајца. Да се стекнува и тоа, пошто со тек на време има многу лекции, многу искуства, многу учења, многу разни комуникации, се до еден момент кога ќе дое веќе дека нема подвојување, него дека сум јава си го создадов. Знаеш, не ме боли се ова кичмата или ногата, се удрив, паднав, или па сум среќен, сум радосен, и некој друг е виновен за тоа, знаеш. Така. Ние така сме научени, наместо да се свртиме, да приметиме дека сами си го тоа, не знам, правиме компирчето или добро, Цацко го прави, ама ја го нарачу. Така да, Пак сам. I'm the creator. You know what I'm saying? Пак мора го засадиш компирот, па да си го откопаш, па... Не, пред само замисли го ти Цацко како тоа го преза. Да. И имаш, опа. Друго прави, го имаш овој момент, пак се брише од пота и му истагите, вака. Не ги bona го, Што кажа за учителот, јас идев кај, ја го викам сенсеј, не идев многу, еден месец бев кај него со син ми, Иванчо Горјанин. Сенсеј Горјанин, поздрав на Сенсеј Горјанин, да. Он треба да го договориме да не гостува и он во емисија. Тоа ме чуди, тие луѓе како се некако шират некаква таква енергија, смирено, стабилно, знаеш дека и кафичима се го потавлаа. Да. Беше? Да, не сум бил. Ама ветив дека треба да отидам и... Таква енергија некако има мирот полека. Све slow living. Па тоа што го спомнав и претходно, знаеш, многу е важно у се што се работи да има свесност или будност, присутност у моментот. Значи што и да сум јас присутен, да не ме завлече идентитетската работа или улогата да не ме завлече, знаеш.
Ако затоа кажав, ако играм, ако геймам, ја играм да не игра геймерот, па да се претварам у геймер, па утре ако ми го снема тоа да треба да се самоубијам, па што ми го земале, знаеш. Пак ја останувам, само сум без Карактерот. тие такви некои моменти. Сега да ми опишеш Омни. Што представува и во логото колку работи има? Работи има. Да. Дај ми листи пенкало, ќе ти опишам, да. Чек. Да, ја тоа му викам исто, го не, а не, ова е Омни. Земи од ранецот има нешто од кебена? Има стикерче да немаш. Имаме стикери. Дај стикерче да ќе ти има. Рацете, свеќата, планината, Да, све има, све, сега ќе ти објаснам јас. Како ја го гледав тоа? Ги отвори маца ранецот, има нешто за после? Чекај, кај овде ти е. Да. Кај си го ставил? Епа. Има еден PlayStation за Тони да му даеме PlayStation, стави го петката, ранец. шестката. Немаш дома ништо козели? Немам, имам PlayStation двојката, Добро. кај татко ме тој, кај него е, ама джойстиците ги имам даено, куј знае кај се. Татко ми стално века, бе, врати ги и микроскопски организам. И на другарот баш му пратив сега некој пошат дома, вака земам молив и идеите си ги вака, пошто не знаме да работам на програм некој да... А нели е тоа подобро? Пошто енергијата од тебе излегува како што За го ова, да, движиш. секако е подобро. И затоа јас си се занимавам со јапонска калиграфија. И ми е љубов некако, пошто у еден здив Секој движење. секоја црта, строк е у едно. Не смееш да се вратиш, да повториш, да избришеш. Како што ти е на прва така? Да, и има 3 типа на тие цртање што се на тие канџите, да речеме, каишо, гјошо, сошо и секој си има. Првото е по-декоративно, стоп, второто е семи-курсив или курсив, како да... полу Вртење нешто? споено заоблен, ама Да. така нешто, немам превод, ама се разбираме што. А сошо на крај у еден здив скроз со една линија само. Так. Друга црта што ќе да прашувам за И се мисли се црта. Портрет. Овака сврти се накај леви. Колку Омни за тебе е можеби ново раѓање или верзија 2.0, како што ти пишува дури на маичката. Тоа е Омни. Гуштер, куче, овца. Ама добре, него види го. Диносаурус на две. Да, ова е топ за мајчка. Чекај, бе, Омни. Чувај го после за мајчката овака. Имам овакви и од сидми чувам многу има некоја осет за вака да си шкрапка, да си црта. И чувам многу работи од него, што некад може тоа да испадне добар принт. Ова, нели? Тоа. Нема врска, ти да го видиш. И ми прави сега другарот презентација, ова све и јас се фрапирав, све има, буквата. И ја мислам, што гледаш, тоа има. Колку работи можеш ти да приметиш истото, да, рацете, свеќата, човек што медитира, Да, капка дожд, капка у океан, бранот, капкото океанот, блуп што прави тоа, зајди сонцето, многу работи, фасцинантно и една-две работи што ги немаш, викам на другарот, брата, бе, знаеш што е ова, викам, целото постоење си го нацртал, викам. Има, викам, добро, сега ќе ми извините. И планина може да... Да, тоа е поним. Пупка има со живот Точно. и машки полов орган со живот. Ама точно, ама така си е, шо? Нема Ето, Никад не ми текнало, стварно е така. Ајде, викам, целото постоење го има, оплодувањето, цело животот. Буквално еве го, машкото еве и го. женското. Еве, пупката со нешто дава и еве го вој нешто Брај. Толку И, едноставно. не знам, го имаш Дарт Ведер, Stormtrooper со едно око, разбираш, се зезам. И ги имаш оние брзо што скијаат, што им се такви маските. Да, што ќе видиш, што може да има, не дека. И тоа мене ме фасцинира и на темата Омни репрезент другарот Деле
има огромно поштување и љубов од мене, а и од многуте други што Као го... зимна мушина што е. Да, овие се Многу е добро. овие се такви, мислам, брендови. Нешта. Чека, ова си го рачунаш како стритвер? Не го рачунам како никако Како ништо? стритвер, не може да биде стритвер, пошто не е само стрит. Јас сега правам Да. пример, новата колекција имам Zen Collection и има да речеме Zen колекција со Zen. перничиња за медитација, кај што има зафу и како се забутон. Тие се горен и долен дел за пропер Zen медитација да речеме. И така да тоа не може да биде стрит, него е omni represent или као не знам, for everyone everywhere. All at once. Не е стритвер, не се ограничувам на тоа. Има елементи стритвер, има оверсайз, блуза, дуксер, мајца, моменти, ама имам и за скијачи, имам и за љубители на планина, на природа. У суштина, све што сум ја и све што сум искусил е omni репрезент. Све што сум искусил, све што сум директно овака физички. Дали може да се каже дека со Омни ти си учител на тие што ги купуваат овие работи? Може да се каже, ова е браво. Ова може да направиме една колекција The Teacher, The teacher, да. The Influencer, The Gamer, да. Gamer. Имам и таква, исто баш со тие, само не The Teacher, него пример Urban Legends ми се. Urban Legend. Као имам, не знам, мене ми се фасцинантни бубњарите, као The Drummer, знаеш, пошо и тоа нака со некој дизајн, едната хемисфера ваква, другата таква, пошо они се... Со две раце? Тоа се Па не, мислам, они се баш за некаков дизајн принт да го ставиш, The Drummer, не, или Urban Legend, или Nature Lover, знаеш, такви некои моменти кои што не требаше ги кажам се. Не, ова за тишер го кажав на начин, некој ќе дојде, ќе купи нешто облека Омни, например, да речеме за планина. Ти си бил на планина, он ќе го облече тоа и ќе има причина зошто да отиде таму и да го искуси. Може би не сум му кажал на начин директно фаца во фаца или со зборови, но ти си му дал нешто кое што ќе го инспирира да отиде и да го Да, стори. и да се пронеде. И тоа ми е сега Zen колекцијата, исто пошто мене главна цел или љубов или како и да е, мана врвна, ми е баш тоа. Тоа да го пренесам, тоа учење. Другото све е супер окей. Си требаат финанси, си треба материјални работи, супер, ќе ги живееме, ќе ги заработиме, ќе ги направиме, ама моја врвна цел не е тоа слава или не знам, него е да се насочиш и спознаеш за миг или па за секогаш да се искусиш кој си, да речем. Најтешко. Не дека нешто знам се, ама пробувам и ви кажам, дечки, абе, слушај, ова е патот, пробај. И баш со новите сега тие Zen колекцијата имам као етикети изработени, тие се веќе направени, сега се прават, се кројат производите, кај што тука ќе си го има логото и кога ќе сврти секој од оздола, ќе си прочита прашање, ствари прашањето who am I? Различни прашања или Не, who am I? Who am I? Кој сум јас? Да, ултимативно. Секој да се праша кој сум јас. Барем за миг додека гледа мајцата да има што да прави. Пример, не многу често пати се седиме вака и нели? Да. Немам што да правам. Па гледај, си запраша се. Ево од мене да речеме еден подарок за сите е тоа, кај што Тоа. мене ми е тоа љубов. Не е голема работа, не е куз нешто, меѓутоа мене ми е важно, пошто јас сум од некаде па до таму или ваму стигнал, искусил и сакам тоа да се расшири, да се знае, да се пренесе, пошто не е измама, не е лага, не е илузија, него е алатка, пракса. Ако сакаш си добар фудбалер, треба да вежбаш. Ако сакаш да се ова, треба да се запрашуваш, да речем и така натака. Но кој сум јас, ти не го имаш од сега, ти го имаш уште од самите почетоци. Да, Тоа е тоа многу интересно. древниот ми го дава. И тоа е многу интересно, но дали тогаш си го гледам на тој начин како сега? Не, врска нема. Да, Врска нема, А врзано дали е. мислиш дека има поврзаност? Има поврзаност, како не, тоа се суптилни слоеви што се символизам или символики, знаци кои ние многу ги имаме ни животот и многу пати не ги употребуваме. Мислам, у суштина функционира, мислам, и цело постоење низ такви символики, секој си ги има.
тоа се внатрешни желби, поистоветувања, кармички ветрови што се појавуваат на некој начин, дали човек ќе се појави, бројки ќе се појават, случаи ќе се појават, за низ тие да си се пак запрашам и да си се верификувам. Бе, јас сум овој, бе. Тој тогаш истиот сум ја. Затоа постоело тоа, да речеме. За сега, после 25-30 години, да бидам пак ја и да си се најажам и да се вратам у тоа време и ова време, да нема уствари разлика, него едното исто е. Пошто времето е реално. Фактички колку и да се менуваме низ годините, пак ние сме тие со една главна причина, со една цел на светот, и само одиме натака до самиот крај некако. Нема кој е крајот, до којто е самиот крај. Тоа е убаво. Каде одиме? Значи, зашо од кај сме почнале, кај одиме, и тука кога поставуваме тоа, мислам, ако не се поставуваат тие работи, мислам, ако пробаме како целина да постоиме така, мислам дека нема да старееме, нема да не боли кон мене кичома, боли се да пошијам планови, време, концептот и тоа нешто те движи све негде, одим, иди вежбај, прави динг, не може да издржи нешто баш телово. Так. И толку многу прашања има низ универзумов, што со илјадници години никогаш не добиле одговор. Мислиш дека некогаш ќе ни бидат одговори на некои прашања? Например, кај одиме, кои сме ние, што сме, зошто сме? И дали треба да се одговора? Па не. Зашо да се некои прашања не заслужуваат одговор? Не заслужуваат, не дека не заслужуваат, него некои прашања не треба да се запрашуваме. И тоа и не треба да се запрашуваме. Единственото прашање, мислам сите послушате ме, единственото прашање, може да грешам. Единственото прашање што е важно, who am I? Кој сум јас, што сум јас? Не трагај, умот сам ќе си заврши работа, ќе исчисти, ама тоа ако се вежба, умот сам ќе си ичисти све што не си, ќе дое за момент едно нешто што е безвременско, сега не можем да ти... Колку време, да кажем, му треба на умот за да го направи тој филтр, за да се изчисти од некои ствари? Па, според моите искуства, вака практики, кога си гледал и ова, треба многу време. Мислам, треба може да некој за 3-4 комуникации, на некој може за 300 комуникации, зависи колку е отворен човекот или битието. Ако си отворен, се случуваат секакви работи примаме, и убави, па и неубави. И ако си затворен, умот ќе си прави филмови. Мислам, други работи, нема да го интересира тоа, него ќе го интересира идентификацијата. Сега што ќе се запрашам, ќе се замарам, јас сум Петре. Јас сум Нико Белич. Нико Белич сум јас. Јас сум председател, јас сум премиерот, јас сум фудбалерот, тоа не е за мене тоа. Не викам дека е, ама пробај, може ќе те направи боле у тоа, знаеш, и тоа прави таа вежба. Мислам, тоа е у суштина зенот, уствари. Знаеш, не магија никаква, не. Што го имаме сите унија не го имаме, не го имаме. Не сме го пробудиле? Не е тоа нешто што го имаме, што се буди, него тоа е вежба, што ти го буди внатрешното. Пламен. Не е пламен, него знаеш што е постоење без сите идентификации, без умот, да речем. За момент стопира го умот и погледни го животот. Тоа... За момент, значи така, стопира го, значи не мисли ништо, па зенот или тие практики тоа ти прават. Значи, се пробува битието да нешто стабилизира, да го стиши умот, без да се напрега. Спонтано природно сега треба многу вежбање за тоа да се така одма исклучи. Мене тоа ми се дешава на секое идење во дојра. Како што влагам во место, мозокот ми се гаси
You bundar, бам. И едноставно се препуштам да кажам ајде на убавините што ги гледам овака, што некако ми будат безгрижно детство, некако така ме разбираш. Тоа се мемори, тоа се спомени, а ако е неубаво времето, што би направил? Дали исто ќе ти будат или ќе ти Да друго кажем, ќе ти будат? чекај, ако времето да врне да е тако да е нешто Ќе ти биде другачие? Исто така би. Исто. Ти си зен мајстор. Озбилно ти викам, мене ми е Ако ти е така. све исто ми е, мене ми е битно да сум водојран, дали врнело, дали сонце греело, дали не знам дувало и да сум дома, што реално ако врне аз сум удојран, аз сум у Скопје, дома си ме разбираш. Ама самото некако тоа место ми дава некоја таква енергија, не знам Да. Убаво. чувствувам не ми работи мозокот таму. Ми е стаен на оф. Так. У зен. Ти си дал стар шаман, ова е самурај зен шаман. Да, Може се катана се шета по Скопје и се помора. ќе почне утре со овакво врзани очи да иде не со она VR дојран да го гледа. На Скопје. Изгед у истите мол на площад дојран здраво скокал на бетон да. И тие работи и приврзаностите исто се некакви слоеви, знаеш, тоа треба да се провери, да се види, тоа сам ти треба да си го видиш, зошто тоа баш таму тоа ти прави убави чувства, знаеш, може тоа само чувство, може не си ти тоа. Може ти е чувство некој спомен. Суштината не е спомен, не е чувство, не е место. Ме разбираш? Сега, зашо вака ми напред? Ти го збуни зенот. Да, ова е само замка да јам дали си ти стварно тој. Добро. Значи, убаво ти беше таму кога возеше. Стоп. Епа, добро. И сега му дојде прашањето, кој сум јас? Кој сум јас? Кој сум јас, шо сум јас, кај сум? Тераса се. Искокал, дојде. И лови утре го гледаш, оно Драмски лови. Поред Вардар, со трската. Не Варда, тука ке Драмски. На улица, на улица, вака седиш. А овердоз може да добиеш од све ова? Не, како не. Како овердоз, како да забегаш. Како што рече он, кој сум јас да забегаш од тоа што не можеш ни да се најдеш или да претераш со твоето барање. Може, имало случаи, меѓутоа не може ако се работи, ако се вежба контролирано, свесно, водич, учител да си има, не може да има шанси. Не мислам нема каде да се Тоа е убавината што забега. Да. Ако се вежба правилно. Ти ако играш кошарка неправилно, ќе забегаш. Да. И ова е истото, Ако земеш компирчињ и ова сега да јадеш без контрола, без внимание, без свесност, без сос, без ќе направиме белја, така ќе се нафлекаме, ќе не знам што. Така да и у тоа целата работа е да се разбудам, да се разбуди свесноста и да приметам дека ја тоа свесно го све на таков вежбам. начин е поврзано. Например, јас сега сум жеден и сакам он да ми го подаде сокот да се ставам. посакај само вака, затвори очи, посакав. кој сум јас само речи. Кој сум јас? Ајде да му го. Ти си Ice-T, Ice Cube и Dr. Dre. Иначе На. добро, преска се вратам И Vanilla Ice. на GTA Доријан, MC Доријан. на GTA Тој не го знам, видиш. Доријан, ама Доријан. MC Дојран. Доријан. Гроизе. Гројнзе. И Доријан. Доријан. У GTA спомна Не се зафакам, види колку е добро, ќе си го сликам после, гледај, види. Уземи си од цел лист, човеч. не, Сам. Не треба. не нацрти го од нова, сега може да го чуваме. Артови пич. Не, ова ќе си го чувате тук. Овака со ова, вака, не вака. Да. У GTA, знаеш дека доктор Дре е задолжен за прави на сите Знам, ама не знам за сите. Не Ја знам мислам дали дека е за за сите. тројката или за и за петкава, за Сан Андреас. ама и за пет.
И за петката е? Можно. А за шестката е сигурно. Може би. Па чим го земале за петката, што да Да, бе, стварно, дај вакви муабети малце за геймање, бе, за зено трна, да идам доирано, отиде овој. Гото се враќаме. Не просветли. Со кило крав се врати, цело да. време. Доиран го направи море. Не, бе, за мене. Го прошири. Зере, јас знаеш дека сум свесен мене дека на 90% од луѓето не им се свиѓа доиран, ама јас дека сум порасен. Има нешто, да, има право. И до калта е, дека сме се мачкале како мали со кал. Има тоа ти влегло. На, и е. Тие таквите габичките како лесто вас што се влагаат и растат. Гледавте ли с новата епизода? Ја гледам. И двојката? Ја гледам, значи фан сум. Ја и со жена ми заедно сега и нези ја пуштив, она не е некои многу такви sci-fi да се пост апокалиптични Тоа е баш пост. зомбија. Ама за ова многу ми е кеви дека и она и дури првата ја изгледавме Wednesday вчера, завчера. Браво. Ја изгледав и ја гледам и викам, абе, ова само 2-3 работи памтев, другото ништо. И изгледав уште нешто убаво и вторава сега си ја почнав си ја гледам редовно, чекам понеделник да дојде. Ретко така да трзнам на серија, пошто стварно е прекрасно направена од саунд до колор, до кастингот, локации, Мене вторава флоу, сезона, све. вторава сезона многу повише ми се добаја, бидејќи да ја ставиме една до друга до играта. Значи, коска. Само Ама- кастингот на втората. Не. Добро, ајде Аби треба да е муж бе брат. Па Треба да е озбилно те баби, викам да. Абе, Ова е направена Аби, ако... знаеш, у првата епизода ја дадоа на почетокот. На крајот. На крајот. И на почеток, да, нема веза. Океј, си викам ова нели на почетокот она не беше као и тоа и у играта го има Да. Викам океј. Сега у втората епизода треба да ја видиме Аби. Пумпај. Аби, доаја. Аби, Ај, кај ти се мускулите бе, девојче бе? Декс. Декој Добре, са не деве? хейтате вие. Да. Не. Ми се свија вторава што одма почне у втората епизода одма. На јако Првата малце некој имаше досадни Да, моменти, досадно она беше. пример беа како малце кринч кога игра у трговскиот Ето, заедно да. со вапа, играат нешто се забавлja и чудовиште во излага и го чекам, викам, ајде бе, дека веќе да ги изеде да ги. Тој од ГТЦ да патува од Истгейт до Сити Мол пешки брат, а се разбудило нам у позади, разбираш. И тоа беше малце така. Еве го, за брат ми шо ми прати преска тарантула и како инфицирана. Бај кордицепс. Да. Ова И као- верно ли е? Типот еве го. Видео има као. Нели стварно растатот не се вакво? Ај прати ми го за да го ставам. Знаеш што, кога ќе зборувам јас, стај ми го вака на глава. Да. Кога има некој мобет ти, тоа го Една епизода нешто ќе расте само тука. И па и она бе у цевката која кршеа. Да, и од таму Да, постои тоа го немаш у играта. Да, тоа е. Нема у играта тоа. Не, во играта го нема. Ама тоа од што е тоа? Тоа од растенијата ли е Да. тоа? Па не, Мислам дека многу повише они сака да ги спојат растенијата у серијала. па они се уствари принцип на паразити на габи. Да, на фунгуси, на... Фунгуси да кои што они функционираат така, нели ако ги гледаш од Не, целата поента е фунгусот. да. Како расте габата, како се движи, како ти го... Пример тоа па у играта па немаше таа прича од кај луѓево се такви. Е, па тоа е убаво, што сега да кажеш... не ја застанав негде пошто ми стана малце и требаше да го вратам PlayStation-от. И Од рента. човека фунгусов овој. Ја кецак го изиграв два пати, еднаш на PlayStation 3, еднаш на 4-ката, а двојката си се токмам да ја почнам пак на 5-ка да ја изиграм мора. Не, види, Нил Дракман е таму цар главен име и он како каже. Нил Он им кажал Дракман, дека батето. кога ги правиле игрите, не го раскажале како всушност се дешава, еве ви у серија како всушност започнало тоа. Од кој причина е започнато иначе? Да, сега ќе може... Ама не овие. Ја преска правам, Да. не ме
Овие цацко ги пржи, затоа нема. Не, брат, ја имун сум. Нели као ваше имун, ја имун сум. Тука кога тетовирани сме Не со за тоа, пердови. за тоа тука стајфала. Ти си 5 пати Ме касна, а мене. ова колку пати тај каст. Иначе, ја спомна преска Red Dead Redemption. Ја сум го кажал тоа, многу ми беше спора и не Не ја играв, јас само ти кажам ме ја гледаш. се свиеше, ја гледав како игра, ја играв малце, ама бавна ми е оди таму па Исто, да. Hey, you're окей, и пак така па горе. И дома малце кога го имав PlayStation и имав, ја почнав, ама некако поише ме навлече да завлече GTA, пошто е ненадминлива. Ненамидлива. И е мадафака, баш Леле, со сега овие шуска, тројцева да. кога ги менјаш, некако ми имаше магија у тоа, зуп, го менјаш па од хеликоптер, ајде, па овој там зуп, па со трчаат, па бегаат, леле, викам ово. Кој го прави ова, бе? Кој го прави, ванземајци ли, кој? Ти се прашуваат ли кој сум јас тие? За мене Не, Рок брат, Канече, кој напредокот до технологијата, дали никош тие не се запрашува. запрашуваат, дали знаат кои се тие? они никош нема Или да нас се не запраша. дупат, само не пуштале тука, еве, запрашувајте се, лажете се таму нешто тука духовност и спиритуалности. Како, значи како може сега, ајде, кажи ми, ајде. супер. Можеби јапанци ја прават најмрднати, најлуди ствари, ама Rockstar тоа што го прави не Абе, може. кој да е како го прават тоа? Рокстар, ве молиме, едно Please come here, please. едно видевце, не мора кам хер. Абе, игра. Кажете. Играта нема, стварно нема крај. Нема, Нема нема. крај. И можеш да Може идеш да кај се сакаш, игра? што сакаш, и секој идење било каде, у секој време каде, све е различно, све има нешто, све е како со свесност поминато, не е само два пати напред скок, пук, два пати напред скок, тоа е шемата, него ова е озбилно, значи сериозна е работа. Има во петката, Ики, кај се ванземајците? не знам дали знаеш, во петката има, треба да баш има као НЛО, као паднато на од прв, не знам, треба на неколку локации да идеш, Видов, неш има такви. а ако ги поминеш тие Да. локации, треба на таа локација да идеш и НЛО ќе има као, Да, го ги гледам тие на YouTube Shorts, има онакви Да, дават, како некој кој ќе игра ова, ама не за знам, GTA другари. 6 ќе зимаш, гледам ќе зимаш обавезно PlayStation за GTA 6. За некоја година. Зашо за Син, некој? Они сега најавија. Абе сега треба да искочи. Не, порано ќе опуштим у школата. Сине, Во петта ќе го ој, пише. Он рече, Колку има години? 10 има. 18 плюс е играта, 18 има, терај. он рече второ, трето деление тоа ќе купи конзола, ама Реков очигледно- прво ако се не можеш сега ти да ми го влекуваш, да ми ја пролонгираш. Значи прво деление ако се покаже на училиштето дека е добар ученик. Таман септември искача, октомври. Не, нека ај ќе оставам да проиде годинава, другата. Чека, он сега ќе треба да е прво. Да. Таман ако има нешто багови да ги средат. Не бе, ќе му направи, ќе слушај. Имаше, гледа, секам со шифри порано во онаа двојката GTA. No Имаше police, некој- please. На полиција. Не беше тоа Тоа со у тенкови, што имаше тројката тенк, беше. ракети и онаа да ја поминеш кај што треба да го возиш хеликоптерот Да, низ у Vice зградата, City. у Vice Да, City Vice зборам, City, и со да. шифра имаше да се помине тоа. Имав на шифра другарот ми да е на Шифра имало за тоа. Шифра имаше за тоа, за тенк, за бесконечно оружје у Vice City. На у тројката. Чекај, таа мисија најголем кошмар за сите нас бе. Да, имаше со шифра да ја поминеш. Не бе, ние хардкор сме били. Да, не, од после, јас сум ја поминал играта и од после имаше, пошто имаше. Ја едно тефтерче го имав. Можда ми е негде ми е стајано, треба да пробам со игрите и шифрите од да. Crash Team Racing. Гледа колку шифри имав за Crash Team Racing. Никад не сум употребувал. Шифре? Не. Не ми било интересно, ја влагам играта, ако треба 10 пати ќе се вратам, ама Ја само на Сан Андреас и на една не знам како се вика, но кога те убива, ти искачат цел гроб и пишува РИП, ама многу пукање има. Така малце одгоре гледаш. Ја на сега ќе ти кажам на GTA 3 имав No Police Please беше за да не те брка полиција, за пари да имаш за ненормално многу, не знам, ги имав Да. као запишам.
И дете, no police please, бам, полиција нема, гази луѓе, лупај се кој не правиш ти мисија. Ти Со гледаш, базука, глупо у си трафика, да- ти у трафика глупо си со да- базука. Еј, еве, ставам на бич, Не, бам! Тоа е најбоље мем од Сан Андреас. Иде со базука, good morning officer. Си продолжува. И Crash Team Racing, знам, ги имаше многу, ама ги имаше, шифрите бе у стил на... Како се пишува на плика? И имаше лево, доле, горе, десно. Не, Пушташ нешто прво команда? Не ми текна, све си беше тоа, напишам, кликни ова. Не, знам, ама Укуци дали тоа. имаше прво да пушташ на Не ми програма? текнува. Знам, и имаше Спиро, што и играта можеше Спире. да ја отлучиш Да, знам. преку Crash Team Racing. И у глобала беа, шифрите беа за отлучување на ликови, на карактери. Добро, тоа е истарек, не е многу шифра, ама кој го истарек се рачунава тоа, но да, како шифра. Да, ги имав многу. Twisted Metal знам дека ги имав. Усвари немав, ја немав, да, на Twisted Metal имав. Тоа имаш играна? Долу А Game Boy дали сте играле GTA на Game Boy? На Game Boy? Да. Јас сум гледал на YouTube, само не сум играл. Јас сум играл на GTA. Ме подсети се. Chinatown некој таков беше момент. Аха. Chinatown го имам играл на PC. На Game Boy, GTA. Ама Од чек, озгора, од озгора. кецот и двојката се Чекај, се одгоре. не е на Game Boy, на Nintendo DS може да е. Или збор... На Game Boy може бе, да е овакво, кецот или ајде, двојката. Чекај, се како екранче си имаше го отвараш овака или баш како гемче беше? Баш као гемче. По Game Boy. Чекај да не е PSP. Не. Не на PlayStation Portable, не. Не, Game Boy? ова уредот беше сега дали лажам за Game Boy или може нешто друго, ама дај изгуглате. може Game Boy Advance да била. Значи 100% не знам од каде имав со картица ставам трак, нешто. Колку копчиња имаше? Знам Не, некако, Game Boy не знам, Advance си- негде бев. Виолетова? Оваква? Чиме со тригери, сигурно тоа било. Не знам каква боја беше. Нема Не е битно, има многу бои. или баш си беше како Game Boy. Пиши само играта дали има. Да. Не е ова. Не, ваква беше како Portable. Да. Е, па For- DS. Advance било сигурно. Не беше како Game Boy, како Tetris, Да, него да, беше да. овакво. Advance било сигурно. И немаше нешто многу опции. Ова Chinatown. Да, не било. Не, Беше ако не се отварало. Не, а Game Boy Бе, Advance. напиши види GTA Chinatown. Сам Аха. нека беше GTA Chinatown. Chinatown платформ спише. Да, и ке ти даде измисли Chinatown Wars. Chinatown Wars. Да, таа. PSP, DS. DS е на отварање, на отклопување. Да. А PSP е PlayStation-ското. Не бе, ја имало за DS, за Advance, бе, да. PSP, за PS Vita, за Switch, за Android, за iOS. После така China. Да, Се после. Таа е одма после двојка. само малце. После Еве. тројката? Да, после. Не, тај Или после тројката нешто. Еве, да, од озгора. Да. Абе не, и уште е на уште по не толку. Не брат. Овој зја нешто Не се знаеш како било пиксели се гледа. Брат, онако бе као не знам кои игри као За шемета, као да. флипер брат. Као флиперче Као скрос. флипер само на оваква, баш пиксели, да. Пиксели движат. Нема врска. Пиратиравте игри? брат, кој не пиратира? Да, бе, брат. Ама ја оригинал живот е два пати дали сум видел, значи. Ја на PS кецот, Баш код Македонија смешно тие. Ја на Не, за има оригинал, кецот има оригинали, тој од Германија или од Америка го му пратиле. Секојаш имал некој е па една за PlayStation кец ја медна оригинал и играше братучет ми ме пратио од Австралија. Друго се беше у Мартинс 100 или 50 денари беше и играл лупај брат. Да, бе, нормално. Ама за тоа брат. Колку конфигурација имаше тоа за GTA 4? Компјутерот? Да. За за конфигурацијата. Чекај, GTA 4 пред колку време искочи? 2008. 2008 точно, тоаш. Ја тоаш го земав компјутерот баш, да. И како што искочи, одма го купив пошто некако ти викам ме повлече играта и викам ја Нико Билич. Чекај, тоа ти е прв албум? не, Некога ти е прв албум? 2005 ми е А, првиот 2005? албум, ама тоа е ја и претходно си работев само без да имам нешто објавено како албум или синглови.
2007 ми е втор, 2009 трет. А 2007 беше. 2007 ми е прв како соло, без урбана Абе, димензија. знаеш, групата. 2008 нели имаше по вестници каде Тони Зен нешто си изгуби тогаш кој играш PlayStation. Кај бе го, Тони Зен, Нема со албум. Тони Зен невиден. Чекај, тоа беше време на свет, на тие списани? Да, Знаеш, тоа да, време. на антена, За Зен, викенд. за тоа купив уствари да ме нема, да не излага. Праќам други да ми купуваат, иди купи ми. Тони Зен после 2 недели искача од дома, појачјаци до тука, насмеха до тука и се контролираат рака. Уште тикови го мама. Не бе на тастатура. А, на малцината. бе. Па со тастатурата вака како ние знаеш има сайзери. Не бе на настап, идам и со тастатура. Не Се пуштам раскречам музиката, идам GTA. Не, тастатура преако. И ми беше на почеток тешка, но после тоа Не, па боле. Не, гледај, FPS, First Person Shooter, ми се зана маус и за тастатура. Не можам со контролер да се навикнам никако на First Person Shooter. А за од други век го научив. ја па ми беше тешко да играм GTA со джойстик. И ја не можам, многу ми е Ми тешко. беше многу тешко и се сеќавам прв пат играв на PlayStation со джойстик, освен на компјутер. Тотално различно. GTA четворката, операција само што направив на колено и дома бев, морав дома, месец дена лежев, разбираш. Каде, Тони Зен? Кадето Каде укриле GTA, млада, ми вака на вентори, на не знам на што, и лежам и дури, знаеш како ме почна, ме потеши у некој момент играта, знаеш, ме поти, пошто не можам да, знаеш, кога има некои брканици, пукања, поготоа некој со моторче која треба бркаш ти со кола, Тие се му вртам, он вози, таман викам го фаќам, мава му бандера, па враќа се назад, тој веќе киднал. Имаш нешто што не си играла многу, сакаш да играш некоја игра? Мислам, следиш што се деша у индустријава? нови? Не следам многу. Значи, Ама у Last of Us ги знаеш на добар пат си. не, нели? Озбилно, да. Само Ова тие ми се се многу допаѓа. добри. Не сум ја играл. Може Last of Us да пробам да играм. Ја почнав од, ти викам, имав и Last of Us, сега ова беше пред неколку месеци, ја имав, ама двојката, ја од незе почнав. Па конјот, некако, па снегот и таму по планината, отиде негде таму заглави, па излезе тој. И Ghost некако- of Tsushima. Може тоа. Предлог мој, значи ептен ќе се Може тоа. Ако Ќе те влезеш. завлече, денеска пуштија кога искача двојката. Ghost of Yotei се вика двојката на 2 октомври. Што е тоа? Исто као двојката, Игра, да. ама Да. немам, треба да ми даете дечки. Оги, Ќе се договориме после ми. ја имаме на плейка. Но, слободно, Дај ми све има. Геймбој. Да. Не бе, не, ќе направиме нешто. Ќе да Ова, ова што е двојка или не Четврка, тројка? бе? А четврка. Не, Четврка. двојка викам. Друга слин. Четворка слим, ова го земав од дома дека петка си земав па го ставив овде Не, за мора, Ики мора А сега добие. шеска треба да искочи, нели? Не. За неколку, Не. па за 2-3 години. Го најавија Не, до година. Не. Прото го најавија искочи лани, прото и сега малце да иседат пари тоа нели за Да бе, да, за петката да пробам. ваквото. Шеска за Шеска за 2 години, 3, мислам дека Три, ќе три. искочи. Ама и нема Не ни треба. потреба, нема ни потреба за шеска, ама си знаат тони, ајде, знаат како да Што знам, ја не би купил шеска, ептен ако морам, тогаш би земал, Да. а иначе вака петкава опција. Бате шубот и текна Game Night, чекай, бе, значи нема боја од ова чејаче. Система струја. Добре, како ќе играме сега Game Night, бе, леле, виш, ама со струја. Деца, Game Night струја, нема ово. Еве ти Game Night, еве ти ова, ти е Game Night. Те ова, бе? Друштвени игри, board games, Game Night. Ги изгои шити се.
Од каде? Од Гоблин бе, море, ки идеш у Гоблин, имаш од друштвени игри, то смо жвалки, до поп фигури, до гиф шоп огромен, значи имаш сијалици, мијалици, што сакаш, значи. За да не ти се уништи дружбата, одбери игра за секое време. Гоблин. Баце! Абе да се јаваш има брат, ујебена коцка, бе, не можам да ја најдам. Од ческа ван се префрлибе на музика, спомнавме 2 албуми, но морам да признам дека мене овој албум е фаворит. Иако следниот после овој е маса така поспиритуален едно друго, Да. но Микроскопски организам е албумот што ме прероди. Иако се сеќавам на многу добар момент, многу мали деца, кај еден другар седиме, тогаш беше пикот на Тони Зен Супер Зен. Значи дома се рокаше Супер Зен со дерење, со чуда брагови. На гости негде, у еден момент комшиите ни дојдоа, ни тропна на врата. Дали сте нормални? 12 сати! Што играте, Што бе? играте? Што се дерете? А у позадина пичи Зен, Супер Зен, Супер Зен. Баш ми е драго. Да, ова е многу убав албум, Да. со Нино Васков другарот е правен. И Ики е на бит одамна, он крои музики ми Тебе прави. уште од првиот, мислам дека е. Или Не, од вториот? првиот во мој стил. Во мој стил. Таму се негови песни, окей е негова, интрото е негово, таа Тони Зен, една песна е негова. И ме изненади баш у тоа време, ова е 2008 година, кај што ние уствари се запознавме у радио, ја почнав со емисија да правам на радио со еден другар за Ти музика. беше? Не. На Сити на Метрополис. Така, да бе, они беа... Нешто беше Urban Grooves, нешто Vibes, нешто R&B, Neo Soul, хип-хоп, музика што тоаш не беше многу, мислам, немаше никаде на радио и ние правевме. И со Ики така Отвори го си. се удруживме и он почна нешто да прави битови да ми пушта. По амбалажата можам да предпоставам ова се продавало и идело и во на времето во списание во вестник. Не, ова е 2015. Ова не. Не. Ова не, Дека у- предходно ти е иде предходно. Дека у глобала Овако формат, пошто најефтин Да, некој. да. Ама ја направив и овакви, направив и со тврда на отварање корица. Направив и овакви и такви, овие за да бидат као нели промо, за пошто Да. се поевтини, а другите беа малце поскапи. Ја обично не сум колектор на вакви работи, иако се сагам. Овој сега го начекавме пред некој викенд на у Куманово на саем за плочи и такви работи. И он ми вика, еве го албумот. Браво. Зимај го. Имаш и цедиња од македонски као Да, бе, да, останале, изведувачи да. нови као неотпакувани и викам Сега само плоча, сега нов албум треба да извадам, тој ќе биде на плоча и сакам да извадам од изворот на изборот и тој на плоча со стихо збирка и некои таму од мене текстови напишани, мислам, тие текстови на англиски, на македонски се преведени и тоа да биде као некој зен бокс за одбележување на Си ги 20 споиш, години сакаш? Тони Зен. Се до тоа уедно, значи изворот на изборот правам плоча издание, новиот албум плоча издание, стихо збирката од изворот на изборот ќе биде на македонски и англиски со плюс цртежи, некоја калиграфија јапонска и као некоја компарација модерното и ова духовното да речеме. Би пуштил некој спойлерче како ќе се вика и кога би требало да го чекам? Ќе се пушти, ќе да. се вика новиот албум. Но не. Новиот албум. Има некои Идеи. муабети идеи да и после тоа правиме со Ики издаваме крајот на годинава едно EP кое веќе е спремно напишено, само треба да се реализира и тоа ќе биде исто New Era. Тоа го спомна Ики, нова Нова ера. ера, да. Ама таму поише души сте или само Ја, он е еден пеач. Пеач. значи и Ики не го кажа Го знаеме. Пеач, го знаете пеач. Познат да, многу? пеач, познат е, да е пеач и што мислам гласот е. Би го Шо- кажа шо ама би зад рекле- камера, пошто ме интересира стварно. Не, сега не. Кога ќе дое време, кога ќе се нешто направи, знаеш да не биде, абе, дечко, не ќе да пее нешто, не му се пее, не е тука од у странство. Јасно. Нека се случи први нешто, да имаме некој носач на звук, што би рекле. Ја ми текнува као анекдота, сакав да го кажам уште преска со кој сум јас хуе мај кога спомна, а со моите Макдоналдс тафталиџе идеме и го гледам едно циганче и си и пе, кој сум јас? Јас сум интернет. Покажи респект. И каде да интернет. Јас сум интермет.
Интересно е кај твоите први два албума сите се така хип-хоп, андерграунд едно друго. Да. Ама овој многу поише рок, метал стил, значи А овој има гитари има во што све. Нино Васков прави, но не музичари кога ќе влезеш кај музичар у студио нема рап, Нема тука рап, тука- што ја викам брадове сакам бум 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 и толку. Да. Ама тука имаше Што е тој луп, него да му лупа 3,5 минути брат на музичар како ти кажам, боле не знам. Фолк ќе прави. И сакаат инструменти живи да интегрираат, сакаат бас гитарата, клавиатурата, све да биде живо, што мене тоа ми значи многу. Ние за тој бенд направивме, за тоа секогаш сум сакал и таков некој пристап да речеме бендовски. Па и Што на е многу концерти живо е друго, отколку само луп мене да ми лупа и семпл, него ја сам супер, јас сум таква душа 90-ти бумбап со семплови њујоршки да речеме хип-хоп. Меѓутоа некојаш и ми станува too much и е досадно дури до моменти да е кринч онака као премногу се труда да бидат со луп од Њујорк као фрапери сите зборам. Као добро бе дечки има и друго у West Има и друго, Coast. скрат. Свират они се замарато и свири пре мелоди, измислило нешто ново, не семплува што постоело од джезот нешто или од фанкот, па сега као добро, значи има и друго нешто, значи може да се рецитира, може да биде рапоти на джез и на фанк и на рок, и на метал може да биде. тука овој албум. Ово има тоа- примеси такви. Има многу добри примеси, Да. што некој мислам, кога го слушаш, знаеш дека е Тони Зен и го чувствуваш вајбот на Тони Зен, но го чувствуваш и на поинаков начин малце. Да. Као поише рок стил него дупци, Да, кој не е луперски, не е, Но, да. не е поп, не е Така. клубски, него е музички правец. Мој приказната кој што ја раскажа овој албум специфично е многу погоден за тоа, за тој стил како што го води и све тоа. На 11 октомври ќе има нешто од ова? Кима, 11 октомври ќе ми гостува Нино, светот е твој, ќе ја настапиме. Еј, така. Таа е многу силна песна, ќе ја настапиме и до душа исти нема да ја настапиме исти, ама со Нино ќе настапиме нека Смудзила со Нино исто првата нота. Исти. Таа ми не ми е омилена, сакам да кажам сега. Исти? Да. Озбилно? Мислам, не ми е, ама... Па што кога не сме исти да тие? На брат ми, Се шалам. кажи. Не сме исти, ама Да. Брат ми, му викам, бе, знаеш, на гости ќе не биде као Тони Зен, не е као, окей, као супер, му викам, дали ти текнал, му викам, на Скопје, мој град, јас сум, да бе, му викам, знае, му викам, на Тони Зената. Не бе, не, на Тони Зен. да. Ај му викам, гледај, му викам, и гледам, не е ова, Па чио е? Да. да бе, он, Нешто си видел бе? не, и јас ја знаеш што проблем имам. Ја слушам ја песната, ама не ја обраќам као паžња кој е изведувачот. Ако ми убаво, ја не знав дека е негова таа песна. После години од која искочи, од која беше хит, од која ја слушавме се, после години викам на Ој ли тој бил, бе? зебила. Ој, Геймеров не прави. Гемеров у корапо. Нико, еј. Ајмо се збориме за Да. концертот 11 За октомври. концертот 11 октомври, Спремате го што го со- најавме, се спремаме, ја веќе требаше биде да биде сега, Требаше така? да 5 април, меѓутоа се случи тоа што се случи и нужно е да се, нели, откажат сите Да, настани, нема поента никаква. И 11 октомври е терминот што ќе биде концертот. Републички. Да, баш така и има време и да се стабилизираме, да сме само здрави и живи, дечки, тоа ми, ја на сите го посакувам, некако ми е главна мантра. И да се деси спектакл, знаеш, да се некако така. Освен ти, Слаткар, еве Нино, уште некој ќе има. Па ќе има гости, два бона, next time, Smoke Panda, знаеш, сите што си имаме овака кај мене, кај Слаткар, као гости, ќе се појават. Бобо може да дојде, светот е твој да ја израпува, Браво, он браво, рече, браво. он спремен беше да дојде као гостин, ама ќе го качиме, дојди. Рец. На бина. Да, и мојм за други сега не сме размислувале, ама мислам дека доволно, знаеш, пак имаме доста песни, доста хитови, спушти се доле
втор дел сега треба да излезе. Тоа бога ми. Претходно направивме. Подоле ќе се вика. Ела долу. Елај долу. Спушти се Ела ќе дојде. Елај долу. Да, не, ова ќе биде многу, мислам, според мене многу подобра, пошто и на годините ни одговара, не е толку вулгарна. Има секс апил, сепак тоа нели е главното за спушти се доле, таа комуникација од тој аспект се збори исто пак се збори за понежниот пол, меѓутоа е многу фино, многу културно, джентлменски, како за прав татко, како за прав родител, да не се срамам утре кога ќе шетам. Шо бе? Која се Абе со деца со не, ова е фино културно за љубовта. Спушти се доле со лифтот. Слези долу. Имаше добра интересна стори имаше со Шетаме со куче, одиме до Веро. Сакав да те прашам дали ја предпоставам на повеќето музичари им се случува тоа, бев на концерт на Лепи Сол. Оддавна многу. Владко Стефановски вика, не знаете колку сакам, вика, тоа ми е желба. Јас да сум доле да ги гледам Лепи Сол. Аха. Да, мене ми беше така, да, мене ми беше така. Тебе ти се десило тоа да сакаш да си у публика и да го гледаш Тони Зен. Да, ма со флека, со бенд. Да. Бенд, он тоа го рекол, пошто он го гледа бендот и слуша музиката. Не би сакал ја да гледам со диџеј, со битови. Као да се слушам себе, пошто нема што да гледам. Или па некој спектакл да е со сценарија, со тоа, да, ама сакам бенд, не сакам музика, аранжмани нови, фори нови. Тоа би сакал, поготово со флека кога сме имале настапи. Или со друг состав, некој да не мора да е флека, да е бенд, да е Со тоа што ќе ти го отсвери, не само Да. Тоа пример со Маракуја. Имаме концерт еден они со Србија бенд, баш се ја прават некои 10 години слават 15 години од втор албум, прв албум, заедно со работов концерт направивме Универзална сала 2011 година. И пример сакам можем да си го пуштам тој концерт и на DVD го имам и на YouTube го има, можем да си го гледам, не мора ја се слушам, досадно е тоа, ама какви аранжмани, како е свирено сето тоа скроз, другачие звучи него ли да ја слушаш песната. У тој случај, да, би направил така, би се симнал да се гледам, ама ако е нешто Амплак си имал до се? Амплак сум имал, да. Имам издание на YouTube, баш е акустично. Изборот е цел таков акустичен албум. Сум имал баш зборам микрофон и гитара и јас со шейкер. Со Нино. И со со кахон. И со сакс, гитара и ја, и со таква опција. И со тие, знаеш, има за се има. Јас изворот на изборот неколку пати го имам пуштено дома, ама онака лежачка позиција. И те заспева. Ме заспева. Значи, не знаеш која е пета песна. Да. На трета. На трета. Толку, он знае на трета песна, после да таму не го слушам. Тоа аутро што има, таки работи ништо. Нема аутро. Аутро Или у кола. Ја у кола ќе пуштам албум, ја никош не го дослушувам албумот. Мене тоа ми се дешава до сега, ако ви пуштам на YouTube, ќе мислите, човеков, сите подкасти на планетава ги има. Ја подкастот го пуштам, слушалките на мене И усред овакво реклама за Тему. Тему! I want it, I got it. I got it, I want it. Мантра пуштам, слушам Бранови. Кеген, Booking, Alibaba, спот некој Дубај, некој пеач, разбираш, од Индија. Скроз исто. Абе, ајде. И си ги слушам и така си заспевам и шо на неколку пати ми си има десено Тему да почне реклами као да се сеснам. Си заспел со нашиот подкаст? Да, може би од прва сезона, да, втора сезона, не знам Значи вие зашто. се прави гикови. Да. Ништо немам изгледано, брат. Од нашиот. Ништо од Јас втора само сезона. втората сезона ја гледам. Првата не можам. А колку имате епизоди у сезона?
Првата 21 плюс некоја. Уи, браво бе. Јас сега се заследивме, ама ќе пошто чат пат си пуштам интересни некои Не ја гледај првата, ова е чиња. Не, без. Нема врска зашо има. Првата си е види, супер. Многу е битно нетворкинг да се поврземе. Да, апсолутно. Може нешто ќе се запознам ново другарче, зашо да не. Да. Така да. И у првата, на гостини беше у вторава Стефанел работеше со вас на спотов Стефан Каосе, Жими Стефан Николовски. да, Со плава косичка. стрипшот, Илустраторот, Стефчо. Илустратор, Да, он е супер, он е исто. Па сме чекај, пријатели со него. му го носам ли овде? Кај е? Да, он издаде сега стрип. Ја дури го видов прототипот, он напред да го издаде. Да. Привилегиран. Кај нас, Да, кај нас всушност работевме го заедно, он промовираше. го нацрта цел спот, он е другар со другарот Влади уствари и така се запознавме. Ама е супер дечко. Тука мислам дека ти. Кај нас всушност со емисија го промовираше. Да, бе, ова, ние додека го снимавме, седевме The Jitters. И му кажав, И му го викам, донесе, го гледавме, ова, да, откачано, ова е, пример, да имаме ние као продукции озбилни, да имаме платформи, телевизија, ова може да прерасне озбилна. ја му Како кажав, серија, праке го вој во Марвел, во DC, во некој во Да. имидж, во некој тие што се поголемите, за ова стварно изгледа Да бе, светски. Да бе, ликови, значи имаш ликови, гледај. Се сетив сега снимаме со него, завршуваме. Баш като Jitters. Ова ќе биде кај поготоа кај младата популација, Да. пошто ова некако натака таа ми ја фаќа популација од можда 14-15 плюс до кај 25-6 па и постари, ама зборам они би биле као Ова е за нив печено. зборам Библија. Баш така би. А постарите ќе го гледаат како и чекај квалитетот, корицата, види тоа. како фонт може боле да стајал. Знаеш, овој знаеш ќе гледаат естетика, ќе гледаат што кажал шо ова, ама и ќе ги завози некои тие што се 30 плюс. Пример мене би ме интересирало што ќе се дешава. Гледајќи овака. Ја овој многу ме потсеќа на хорор од 90-тите. Ако ти текно, Тој. дали се плашиш Тоа сакам да го кажам. од темнината? Со тинеџерите. Да предогаш што Еве го, ова е тоа. баш- Тоа мисля за тоа реков децата ќе ги овако, пошто мене као дете и како беа тие имаше исто и гремлини, Да, Гремлинс, да. гремлинци исто тој фазон. да. Абе нема многу хорор за деца, бе. Како хорор за деца? Па нема мислам, хорор за деца, Као ама тоа како вие Дали што се беа? плашиш од темнината, Гремлинс, така. нема, знаеш зашто децата себе ја гледам и син ми го занима, пример они гледаат онакви некои јутубери као што они значи што прават? Он гледа како друг некој игра и коментира, они тоа прават, децата. Аха, како? Не играат, игра Он него. го гледа, Он го гледа како реакшн видео да, гледа. тоа гледаат и тој, what is this? Како игра и го гледаат. Примерно тоа се они се плашат или не знам Roblox, Minecraft. Да. Майнкрафт иначе за развојот за мозокот на детето е Најдобро. предобра игра. Предобра е, му оставам, се снаоѓам многу добра, нема ја вака гледам, викам што е ова бе сине. Он има 6 години, види тато ова трак. Редстоун една друга. Ама има па и многу работи кои што има пример, добро сега, има и како се викаат валја игрици се, не знам, кај што има доста бруталности, разбираш, он не знае, Да, ама да, го да. интересира сега го фаќа човечето, го фрла тоа, кај сакаш може да го фрлиш да летне и тука ми е малце ме плаши тој момент на едукација таква, за разлика од тоа серии, гледање филмчиња за деца, кај што има на крај пак љубовки има, ќе дојде чичкото ќе ги спаси, нели он. Затоа ја Мислам дека Лестоваc да му дадеш, А? Лестоваc што сега да му дадеш, Не. Не, да не. изигра. Не, не, GTA. Тато, иди авионот. Идеме авион крадеме, голем, патнички. Ја имам израчунато колку треба да удрам вратата да ја скршам, тие војниците дур киднат, паркирам, тоа веќе петка се уклучило. Тато, брзо, Ја, и се радува, и возиме. Вика, дај ми. И он го вози авионот.
Ја на син ми му го објаснив тоа, му викам, ќе гледаме цртан или филм некој, и леле, ќе умрат ли добрите, му викам, слушай, викам, добрите му викам, секогаш победуваат на крај, било кој филм му викам, нема филм до сега, кај што лошиот победил му викам, нема. Да знаеш, добрите и после некој време пак ќе гледаме и гледа, ќе победат добрите, така. Да, бе, тато, викам, шо... Па има лошите победуваат, примерно Бетмен. Што Бетмен добар да не. Бетмен ме Абе, Се шал. гледај, он, Джокер еднаш... Джокер е ствари добриот. Джокер... Бетмен е лошиот тука, за да не се правиме. А, Бетмен никој е не го тој сваќа. као нешто тука, јас со париве ќе спасувам. Джокер е срцката уствари. Он Само му Джокер кажа, му има јас и ти скршено сме исти. срцето. И Пингвин, леле, Пингвин серијата. Мене ми се допадна многу, поготово најбоље. како овоја онади, како ја вози, да. Фарел. Колин Фарел. Алал да му е на човекот. Александар Македонски. Алал да му е на шминката, тој што му правил шминката. Алал да му е што го Ама и да се направил. носи со таа шминка. Така. И имаше еден клип после првата епизода на Пингвини, као искача, овој као ќе се видиме као мамо и втора, трета и последната, тако цел као куцаш, see you later, ma. А, да. Искачаш од врата, те си влегол у Да. А која беше онака кај што пцуе, некам да ја видам више шминкава. Што не. тешка поти тоа, брат. Не знам, не, серијата Имаше у глобала, клипови такви имаше доста. у глобала и со филмот многу добро се врза со филмот The Batman, Да. така да и стрип Филмот да го поздравиме Ики со The Batman со сцената еднаш кога ја гледавме 3-4 пати со кола кога излагот позади. И кај Ики пуштено дома на 200, на јакој булја, види. Ти да возиш. И таа ја гледавме неколку пати и не успеав да го догледам до крај филмот заради сцената. Па ја како што Пошто ја слушам гледавме албуми, неколку до пола. пати. Кога се преврти на крај као Пингвин го гледа овој доганот му искача. Саундот, пошто ќе ги другачие саундот и тој саунд кога се брка исто тоа колата кога вози ги ги лупа тие. Да гледаме таа сцена кај ќе да идеме. Не, тоа е свесе, тоа е перкуси, значи вози тој као ги удира тие тие таквите што се пластиките од патот и тоа е перкусија стајно, знаеш, цело време има нешто и тоа е некако перкусија, не е така као прејако направен. Цел филм е. Ики би ја гледал тоа, Lord of the Rings би гледал. Lord of the Rings, мој човек. Ја го Ој, гледам. ја би гледал тоа Ја нешто сигурно. правам. Сите што се као франшизи годишно. такви, си ги пуштам од почеток, значи Alien. Сега пред него Брат, се стоа ја два пати ја гледав, сега ја гледам, значи и сите и Prey, да. И Прей беше со Мамоа, Со Мамоа, да. така? Мислам. кој мамо? Джейсон. Не, бе, не, нема врска. Не. Prey е као у време на индијанци, не знам која година е тоа. Граѓански војни, Да, бе, ама- племиња и таму се појавува уствари. А чекај, Прв пат? пре филмот е исто со играта врзан? Па брат, Предатор и Елиен е едно исто. И ако ги гледаш сега и Предатор vs Елиен и Прей. Има игра Прей. Индијанци ги киднапираат едни вонземјани. Не, ова е Предатор Prey. И ова е уствари оваа бандава на предатори која се симнале тука, пошто нели Предаторот го лови Елиенот и тек нели они се Да, у конфликт. И сега ги врзувам и Предатор и Елиен, значи од Прометеус, Ковенант. Да, бе, ние- па после ги ние гледам мислевме Кец 2, на- 3. на ова. Исто како со Star Wars. Ние мислевме на ова. Не, ја мислам на друго, може, што не е знам. Но е од Hulu. серија. Лани Може да е, ако е со или не е со Предатор врзан. Не, Нема врска, ова е последниот Предатор. Нешто тако вајп имаш, ама не бе. И сакам да кажам, си ги пуштам исто, Lord of the Rings од Хобит си ги пуштам. Хите. Ја тоа правам. Lord of the Rings со Хобит, Супермен права маратон, X-Men некојаш ги прегледувам. Терминатор ја направи. И јас пред 2 месеца Многу исто. јако. Лани Пред беше еден месец. Терминатор, али Елиен и Предатор ми се и вака кој ги спајам уствари викам преако. Значи пак се тие врзани се ти текне овие ловци, овие како си кажат
мутирани ксеноморфи. За 8 путник премемува. 8 путник. Ја дека сум со тие растен, брат. 8 путник, баш. У видеотека, ВХС, татко ми купува 8 путник. И така пише 8 путник. Уште на МТВ до ден денес 8-миот патник. Да. Не 8-миот патник. 8 путник, брат. 8 путник е За денеска збори сега утре ако на мотор ќе патник не е као Star Wars со сите измеѓу епизоди, дури онака сум до толку си пуштам, гледам таймлајнот, дури ќе го заборам. Чекај пак да се Андор го гледам и гледам Андор каде бил. Аха, тука. И види. Ајде, па денеска излезе втора сезона од Андор. Да, Андор. Може да се гледа, тоа е не е толку лош, не е толку добар, Баш not денеска great, not излезе. terrible, ама вози некако, пошто ако следиш, ако не следиш Star Wars, ништо, ни Ашока, ни Мандалоријан, Малку ме изгубија Шока и тие таквите. Мене ми се свиѓаат, пошто ја вака си ги врзувам како дете сум растал и си викам, ова е таа у тоа време, ако ги врзаш така возат. Така си е супер. Мандалоријан мене ми остане најголем впечаток, пошто е направена, ја боле серија. Не сум гледал како стрипот да ми е жив, така е направена. И секоја епизода се чувства како своја прича, како ти си Мандалоријан, идеш на авантура онака. Најјако ми е што епизодите се 30 минути, човече. Прејако, ама не само тоа, као стрипот да е оживеан. Баш така. Значи нема премногу, нема too much сценографии. Доволно е тука, тоа се деша. Бум, this is the way, this is the way. И толку, брат. Ој. Ова Star Trek следеше или не? Не, Star Trek. Сум тие што се Star Wars фанови некад Star Trek тоа. Има вистина, дадов шанса. Ни оригинал, сите ги пробав. Не. Сите, не може. Ни Пикардови, ни Не бе, ја чекам, изгледа зимава ќе биде тоа со големиот Хари Потер да седнеме онака убаво со него. Тоа не ги исто Хари Потер. Ја не ги гледав и намерно не ги гледам, се чувам за со него. Ти немаш гледано? Не. Се чувам за со него да имам ист експириенс. Тайминг ист, да. Која ќе ги гледам. И кецот нешто имам, кецот го имам гледано и до двојка застана толку. Овие исто Avengers, Marvel, DC. Тоа се имам гледано. Сум ги гледал, ама не сум ги пример појма немам, не знам како си Guardians of Galaxy, пошто нели све тоа врзано, све се светови, нели универзумот, ама не уште го немам сконтано ко Alien пример. Пример Alien за да го сконтав ми требаше да излезе Прометеус, Ковенант и текне па да се појави. Мене Alien и Терминатор ме шокира колку се многу добро поврзани. Да. Осем новиот Терминатор тоа не го сватам. Нема врска. Тоа нема врска, тоа е. Ама топ, мислам, пак е поврзано е. Знаете дека имав и екшн фигура Предаторот со маска, со оружја, со 300 чуда. Да, му се вадеше и маската се и не знам кај ја добив таа, од кој ја добив, моите ми ја купили, не знам. Од Струга или од Охрид? Не бе, годинам играчки такви, брат, Химен, брат, од Трафик. Химен и Грингер, да. Химен и Грингер ги Скелетор у другата Трафика, таму па иде бара и купува. Имаше на Горки, на Максим Горки улицата, едно продавниче се качуваш по скали, знам по скали се качувавме. И таму ги имаш оние G.I. Joe's. G.I. Joe, ама добро, ние од аеродром на така не смиделе, брат. И у лептокарија знам дека Бетмените ги купувавме од лептокарија. Со позади мантелот од некој материјал, некој ефтин. Најефтина свет. Ама е Каков знамево ефтино. Бетмен, леле, го имав ја некој тако. Еден авион на Бетмен тулкафа овака цел. Се вадеше предниот дел, крилата му се спушта, ти па си се бил, брат, за нова година ми го купија моите. Ти си бил Спайдермен. Па и Робинот го ставаше во сувер, па и него го закачи. Ја, брат, сум имал G.I. Joe фигурче. G.I. Joe фигура без ногата една и тоа е тоа после две играња исто. Грингер без тоа седлото позади. Авиони, Робин. Тоа тогаш дознав дека усвари Пластик Мен. Има Пластик Мен. Со долги раце. И со црвеното мајче или кој?
Не, постар пластик. Не, постар. Значи со долги раце му се и тој го има како со купачи беше. Купачи за купачи. Ама долги раце, ама нозете ги нема. Со негде кој знае Му се како. растегнале. И еден друг исто со вака фатата му беше како многу јак лик, тој беше како дете од времето на Химено. Тие знаеш од оние што се карактери што се појавуваат, ама малце како Star Wars ако купуваш играчки и некад ќе видиш некој кај е Star Wars овој, бе, разбираш, тој звери се појавил у кафичите. у Star Камео Wars имал некој. да. Да, и такви некои ликови фигури. Па Вака како мравојат, ама развиен како Химен. Бе, чекај бе, знам за Ајде, кој покажи мислиш. ми. И никад нема да Тоа е од Химен. од Химене, ама не знам кој. Вака како мравојат, ама нема врска. може да се сетам На мејл ќе ми пратиш. На факс ако може да му пуштим. Друго, Не, друго. овде 100% го има. Го нема. Не бе, у Химен кога гледав епизода имаше на Netflix тој That Made Us. Да, тоа сега Има таму ги има епизода сите. цела за Химен и баш ги раскажуваат за ликовите што ги правили у Химен. Вика, абе, тукава слобода имавме, што сакавме, можеме. Имаше еден слон, има слон у Химен, не знам да, не знаеш, со метална сурла. Се појавил тој еднаш у Да, бе, да, такви, такви. и фигура одма, бабао. Такви Така фигури. да, Со нинџа желка. а иначе прича за Химен имам нормално, го имав и ја Хименот и Грингерот. И на Хименот знаеш кој ги имав? ногата Пумата на скелетор, црната, ја со Грингер. плишан материјал, плишано беше. Мислам, таква беше плишано. Не Тоа беше, е- пример, Грингер беше пластика со седлото, а овој беше као да, као плишано. плишано. Пума ли, што пума беше? И на Хименот дека по 100 Јагуар. пат му се Да, кршеше таква беше играчка. ногата. Последниот пат кога му се скрши, кога више со што све не беше залепена таа нога, Со вако, и последен пат на плинско со оган ја топев пластиката и ја залепив за да се. И кога ми се скрши и тоа го земав, го фрлив у канта и мајка ми седи ме гледа кој вика, што фрли? Викам Хименот. И овака као и Хименот, ја го имав и мечот со футрола се за на грб да го ставиш. Ги имав и ја мечот, ама Пластика беше сива со црна рачка. Со црна рачка, да. Да. И гледав сега син ми исто многу И за Химен. горе имаше штитот. Штитот се вадеше, он беше гол со купачи. Он е многу по Химен. Сега треба му ги нарачав Скелетор и Грингер. Ја имаме новата фигура А Химен. тие темпо Химен. Ја види кога стрип има напред. Браво. Уи. Ова се од Химен Покажи му, покажи. што е искочено од не знам која година до не знам која година. Браво. Кажи му бе. Од тука си го купили од странство. Од Бре, ја. бункер. Пази. Вау. Пази, да не ти Тешко е, падне. тешко е. Нога крши ова. Не, ова е Ова е браво. Пази, браво. ова не го читай пред концерт, после читай го. После не. паѓа на ногата. Не, може со ова вака да го држиш и заспиеш. Не, браво, ова е од која година ова? Сега? Не, ги има. Не, ова е сите собрани од. Така, пошто Да, гледам некои слики се автентични од времето стари, а има и понови. Сега го пишува позади. На почетокот ги пише од која до која као година се. Ја сите стрипови ствари ги има уедно вакво. Да, 90% ајде. И ова е многу О, ти го јака немаш ни прича со отворено. Химен. Не бе, еве до кај сум. Не, бе, кај ќе очиташ ова, ако сакаш да утепаш некој може. Еве го, првиот е 1982. А најновиот? Со листа со све. Нема која година. Добро, не. 2002. Значи овде се до 2002. 20 Сега години, има 20 уште 20 години. уште има искочено така да. А македонскиот Химен го знаеш? Нашиот Игор Џамбазов, што го збори како не. Па јас со тој Ја расте со Химен тој, не, му го, не сум му го чекал. пуштив тој. Да. На YouTube 3 епизоди ги имаше. И Грингер стана необичен. А јас станав Химен.
Како Најмокриот човек во вселената. Вселената и како беше? Што И запослед? Грингер стана, не, и пред да каже Грингер, Не бе, јас сум Мадам, принцот од вечноста и чуварот на тајните на замокот Сивиот череп. Ова е Грингер, мојот најверен пријател. Череп, как... Во мене еден ден во мене открив скриена моќ еднаш кога го кренав Во името на моќта и синиот череп. Во името јас сум Моке. И Грингер стана необичаен, тоа сакам да го кажам. Тоа е тоа. И Името после на има таму The Skeletor. Он го ќе прави албум некогаш, ова треба песна да си го Не, стави. ја ги изборам ако ти треба гласови за некој. Сакаш Грингер или? Сакаш Орко? И орко, леле. Имав тела, имав тела, го имав војникот. И Орко едно време, ама знаеш од другарче некој ќе си го земел дома и после тоа така го имав. Орко го Може до немав. тебе да сум го земел. Не, Која генерација си ти, бре? 89. А, добро, не. Па си Може ме да рашлапал. Може малку Ти да дај орко, немали. Ти си дај орко. Го има еден што се вртеше као се навиваше, го пушташе и се вртеше и со рацете нешто дик така ги мажи. Не, бе, ова беше фикс кукличка, ама како вака Само гумена. рацете му се мрда овака и главата лево десно, така? Не бе некако вака, како дух. За орко? Да. Како Не знам, изгледаше? не, го нема фото. Не, ништо вака како едно цело само. Он нели изгледаше како Да, као да лепди он. како да лепди изгледа, така едно цело беше секем како ама гумено, знаеш, она нема ништо да Аргументите не замрдаат. ништо немаше. Немаше ништо низ глоб, ништо нема, него Може само има така. нешто позади му се става да лепди овака. Не, така беше Си само. остави. Нема врска. Кога ќе гледаме Lord of the Rings, пушти ја. Да, И кога да ја пуштам да има на телевизија, не ја гасам него. шанси. Не бе, Пошто не бе. Јас секој пат гледам пример нешто, секогаш кога гледам филмови, серии или што и да е трилогии, како и да е, ги гледам неколку пати, ама секој пат ако сум ја гледал, пример, гледам други детали. Значи гледам позади. истото. Знаеш колку детали има, брат. Јас вани се враќам од Америка. У авион го пуштам кецот, го здевам, го пуштам двојката. Не знам дали го изгледав до крај, ама знам дека дома се продолжив со Хобитот. Мислам со тројката. Two Towers. Да. Two Towers. Ја таа сега ги гледав, сега пред неколку месеци ги гледав пак трите, ги после гледам. Хобит и Two Towers ја гледам и Ко да сум пропуштил? Во прв пат се да го бркат гледам, кај овие, секогаш кај во прв вилениците пат да го кога се гледам. бркат кај елфовите и да гледам. Па овој ги брка па преку мостот, па водата, па бега джиџињава, викам и да. Сега се чувствувам како некој да ми брише меморија кога ќе стиснам плей. Да, да. Ама убаво ми е. Ама најубаво ми е. Нека брише. Јана пред некој ден сопругата моја си вртела на еж векал, бе, господарот на прстените, као си кажал. Што? И син ми, Брати, и син, ај врати го тој, 5 години иначе. Ај врати го тој со прстенот, сакам да го гледам со прстенот. Викам, така е. Просто е- Идеме! Прстенот. Чекај, па и твојот ќе биде сега прво, нели? не, бе, твојот 5 боте, 6 до година твојот. До година, ма. Заедно ќе гледа. Заедно ќе ги Lord of the пуштаме. Rings. Седи таму. Ајде сега, Јасен, твојот како стига? Огне. Јасен и Огнен, кажете ми што се случи сити. во Не бе, Во третата- Марин, извини. Како се вика твој Огнен? Огнен Джуниор, Како се вика твојот? Не бе, ќе ги пуштиме и да ни го раскажат цел филм. После ново да... Не цел филм, лесно е на цел таба. филм. У 50 минута. 45 минута Што се и 10 деси? секунди тие кога ќе седи тука на карпата, тој што ќе му Што му каже? кажува на Што Сем? мислеше? Што му кажува Фродо на Сем? Ја да имаше она беше многу јако кога ќе седат Фродо и Сем на карпата, овој кога ќе сака Смигел да ги налапа со лепчето кој ќе го фрли трошките кои ќе му бидат тука, па имаше еден момент кога у едната сцена, чиста сцена, кадарот е кај овој со трошки е, се врти кај него кадар, да речеме, дават следното, истото, ама му ги нема трошките. И ја пример тоа го гледам, грешка беше ова. Сега ги има, сега ги нема трошки. И такви некои грешки, тој фрла позади, после тоа Тоа гледаш. може на YouTube да го нема раскажам, може да се направиш видео. Не, го има. Го има. Значи, тие топ 10, 10 не мистейкс. фейлови, него Имаше работи што мистейкс. мистейкс. На Значи, ја времето- такво едно време гледав цело време многу филмови, брат. јас. Дури сега ги приметувам, Ја ги викам, обожавам. грешка, брат, и у некојато филмови тоа гледам. Не гледам филм, брат, гледам грешка,
сега баш да видам тој седи вака, збори со овој и следната так секунда таму, следната секунда так таму, овака овој вика. Имаше како може да емисија. грешат? Не е можно дека ми не здупат намер. Така да. Или имаше емисија српска, мислам дека беше ловење на филмски грешки, ја Имаше, дава. многу јака беше, таа ги Ја гледав дава, сите тие, да. па и ради тоа ми е, Топ 10, ми е топ 10, влезено топ 10. да барам ја као греш. Да, знаеш Не дека знам бе на може- Алфа или на Канал 5 ли ја дава, не знам, имаше. Имаше Има на топ YouTube, 10, мислиш? да. Поема немам ни као се викаш. 100% српска беше. Може, ама тоа дабна беше. Многу Може, дабна. мене ради тоа да ми било да ми освестило дека постои нешто такво, Ја да го гледав тоа као цело време и тоа ми беше А цел живот сум ги приметувал, поготово оние филмови што се со Чак Норис, Сталоне, Да, тие. акциони филмови, кај што овој трча, 2 дена трча за 10 метри, разбираш? И такви некои, знаеш, работи кај што Или со еден као сега шаржер ги као гледам. Валтер Бранес. Не имаше, не знам, со Ван Дамен филм, не знам што беше, трча, и трча како од куќата треба нешто да експлодира, бега, трча, И уште трча. и уште трча, не се раздалечува, брат, као ти изгледа вракеле цело време од тука до тука, мора, тоа ма го направиле. Да трае, да. За тоа време тоа километар да истрча, и цело време, трча, пак, Не успорено на и сега го гледа, како што правеле, бе, брат. Само Валтер може со еден шаржер да утепа цела војска германци. Само пука. Валтер Бранес Сарајево. Сарајево. Бата Живориновиќ, тоа не ми текна на тоа. Вика со еден шаржер може цела војска да утепа. Нема овде да. Не сум го приметил. Да смени он шаржер Значи, нешто жештени глави во пародијата на Чарли Чинча, прејатно. Имаше на YouTube еден каунтер кој го ги убива и само рипа бројката. Да бе, па и имаш и за Бетмен бе. Да, за Колку ги убил до сјај тинг си прави да. Кажи га Бетмена лошиот. А Джокер Ја ви реков. кој убил Джокер? Джокер сите Сам себе, сам себе. да. И тоа Уби светец. Джокер, јас сум Джокер, брат, Джек Николсон времето и Дени Девито Пингвин, знаеш, тоа време. тоа И сега овие најдобро. не менуваат нешто на психологија да го покажеме као општеството како му влијаат. Брат, Джокер е, Джек Николсон доаѓа, бам, со пистол, бам. Тоа е Дени тоа. Девито е Пингвин, гинг, прави Тоа дубари. е животна улога на Дени Девито. Ама не, тие карактери, јас сум пример така растан и Да, сега да. ова, се зезам. И ова е се прекрасно изработено, што може би Така. сега уствари си викаш, знаеш, абе Бетмен е, па и не е толку Добар. Бетмен, сега, Па као беше тоа. знаеш, однака и да умре, да, Роберт Патисон да ти. Као И беше. ќе вика, не може бе, тој со таа фризура да биде Бетмен да ти. Не бе, баш му стои. Бетмен многу ми се свија, како го изиграш, имаше а? една Ики, што те е? една прича као Марвел се за деца, а DC уствари ги сакаш негативците од DC. Па има муабет. Ја никад реално- тие вака и сега ги гледам, не можам да ги, мислам од прилика да, Ако е знам, ама не можам да ги Пошарен брат, ако поише бој има, рачуне го одма дека е Марвел. Иако има хумор. Да. DC се по темни, по мрачни се такви, по... Ама џабе сакам да кажам сега момент пример еве гледам и сега иде Супермен и нема одма да ми кликне дека он е DC. Аха, Да бе, да. добро. Не си толку... Не сум до толку, ама ги знам кои се DC, кои Да. се вакво. Ја па за одредени само ептен треба некој да не го знам па да се мислам од кај оче, ама ќе опознам одма мислам. По бојата. Па боја Ако има ако е шарен, ако видиш дека е шарен, знаеш дека е Марвел и Ако крај. е црно облечен, DC. DC. Ќе прирушуваме? То не, Да, и 8:20. обично гостите в старото студио викавме таа камера, му има само една. Спотливајтот е твој, ако имаш нешто да кажеш што сакаш да те лежи на душа. Дечки, фала ви многу Нешто што на ние прекрасната не те дружба. прашавме. Преубаво се Фала што поминав, дојде. што имам да кажам, мислам дека кажал све и поише од тоа. Во овакво издание не сум бил до сега прв пат ми е да зборам за За гиковски ствари. За вистината кој сум јас. За Геймер. гиковските ствари. Здраво, јас сум Нико Белич. И се поминав преубаво 11 октомври Борис Трајковски да дојдете сите. Ке геймаме. Ке джеймаме. Ке джеймаме уживо. Джейма, бе.
20 години Тони Зен, очекувате албум, очекувате плоча од новиот албум и од изворот на изборот, очекувате убави работи, да сте ми здрави и живи сите и запрашувајте се кој сте вие или кој сум јас. Прашањето секогаш нека ви звони и тоа ќе ве однесе у вистинската игра. Дечки, што да кажеме поише од ова? Бидете така, се гледаме... Цацко, фала ти Fat Kitchen, да си здрав и жив. Цаци не најаде... Цаци не најаде, Гоблин не наигра, Да. Cineplex не Не изнагледа. Стрип Трип не изнацрта. Точно. И што имаме друго? Ништо. Тоа, стрип трип. Само да кажеме дека пријавувањето уште се во тек до 25 мај. Ние на Инстаграм пишавме кој како не стави нас 20 у стрип, го частиме или ручек или вечера. Еден панел. Да не има. Да не има. Може и доручек. Може да Може доручек, да. Еве ќе претераме бранч. Бранч. Breakfast lunch. Ништо екипо, тоа на 6 мај беше, така во Бейс. Да, На 6 мај во Бейс ќе се одржи као да го наречем, као се каже? па не Изложба е. не е уште најавен, мислам со име, ама изложба. 6 мај Бейс, пратете ги пагода ќе Cyberpunk глич нешто така. Нашиот пријател Симон од Јапан, кој што си живее и работи таму, Точно. има изложба, он што си фотка и после си ги прави у Cyberpunk верзија. Ќе бидете накнадно подетално известени во друга епизода, така да тоа е тоа, Марио. Клапај клапата, си идеме. Чао, дечки, поздрав. Ајде, чао. На јадење. Ој, ле. Good job. Тоа е тоа. Абе, ја, цело време вака да не бев скриен со микрофонот или нема врска, а? Нема врска. Луѓето може да слушаат. Па ја така мислам, ја шо. Може и боле да нема да ме гледа. Сакам ние на Spotify да ги ставиме овие